Да, помина и рекламите, иако надпреварот Македонија, Англија се уште трае, се игра продолжението од 6 минути, се уште 1-1. Морам да признавам, почитувани гледачи, дека и ние во студиото сме возбудени, просто не можеме да се концентрираме на својата работа, а поради ова што се случува, не е шега да се игра со големата Англија, со некогашниот светски шампион. Во Скопје пред препол стадион велам 1-1, се уште има шанси да остане вака. Ќе видиме како ќе заврши, барем за тие што не го гледат на преварот, заедно со нас ќе ви го соопштиме кога ќе заврши. Јас сигурен вечерва го причекувам експертот за медиуми Виктор Грозданов. Добра вечер, Виктор. Добра вечер, ви благодарам. Не сме се виделе многу одамна. Па, може да се каже така. Иако... О, како мала критика меѓу редовите. Не сме се виделе. Виктор, каква е твојата прогноза? Ќе заврши 1-1? Ја вообичаено не гледам фудбал, многу се нервирам кога гледам и се дај Господ да завршиме 1-1. Да. Многу луѓе не веруваат дека јас сум се вознемирен. Уште 3 минути има, уште 2 минути 20 30 Зашто ние секунди. секогаш со големи репрезентации играме вака? Знаеме да изгубиме и катастрофа, токму од нив изгубивме 7-0 во Англија. Сега еве морам да кажам една работа, дека многу ми беше мерак на италијаните да им направиме 3-3. Тоаш мислам дека ќе падне у несвест. Значи сепак близко беше. Не, после. Значи на 3-0, 3-2 и ама толку. Значи треба да се вложи во спортот, се даваат пари во спортот од страна на Македонија, меѓутоа како се користат тие пари е недоволно. Тоа е веќе за Па мислам дека веќе има истрага за воучерите од Агенцијата за спорт и млади како се користат. Јас нема да говорам на таа тема, затоа што имам сознанија сериозни и само ќе кажам дека Даниел Димевски ми е голем пријател, кој што беше еден од оние председател на Олимписката за Македонски олимписки комитет. Да. Значи, кога сме разговарале на одредени теми околу спортот, зборам како кога се кандидирав за Агенцијата за медиуми, Даниел Димевски беше голем джентлмен. И никогаш нема да кажам ниту еден погрешен збор против него. Но имплицираш дека има некој проблем. Добро, не е важно, добро, не е. Не зборам за Даниел Димевски, туку зборам за вкупно за тие кои што ги примаат ваучерите и што прават со тие ваучери, навистина има разни муабети, имам информација, меѓутоа не... Идејата за ваучерите според мене не е лоша. Апсолутно. Не знам колку знаете како функционира тоа и колку нашите гледачи знаат. Ви даваат ваучери во некаква вредност. 20, 50, 200.000 евра на спортски клуб и вие практично треба да најдете компанија која што наместо да плати данок ќе ви даде вам истите пари, а за тоа нели ќе биде ослободено од плаќање на данок. Да. И тоа е одлична идеја. Тоа е одлична идеја. Сега навистина е прашање како тоа се реализира во реални рамки. Тоа им го оставам на спортските работници, они да кажат како тоа треба да оди, а има информации. Не, има истрага веќе, почна истрага, истрага има, меѓутоа мислам дека насочена е кон ние секогаш кога правиме истраги се насочуваме кон една или две личности, а не се насочуваме кон суштината. И тоа е голем проблем во Македонија. Како и за многу други теми за кои што ќе зборуваме денеска. Да, така. Денеска веќе стана јасно дека изборите најверојатно ќе бидат заедно, односно председателските избори вториот круг ќе биде заедно со парламентарните избори. Што морам да признам, Горан е еден од оние моменти. Мораше да се врати премиерот од онаа забава во Белград, кај што си помина очигледно одлично. Мамурниот премиер. За да ни го обзнани тоа, еве само да кажам, во момент заврши Македонија-Англија 1-1. Барем на мојот монитор покажува. Живее Македонија. 1-1, верувам дека се задоволни сите љубители на фудбалот во земјата, сите искрени навивачи на репрезентацијата. Можевме и подобро во овие квалификации, меѓутоа што е тука е барем за крајот не се посрамотивме, големата Англија остана без победа на градскиот стадион во Скопје. А ние сега значи се враќаме на ова што ни е нас примерна задача. Виктор, Горан ја започна оваа тема. Значи
сите знаевме некако дека нема никаква логика да има избори одвоени едни од други во иста година со разлика од 2-3 месеци, кои што ќе чинат многу пари, избори кои што ќе предизвикаат проблем за претседателските поради можноста да нема цензус и така натаму. Меѓутоа премиерот инсистираше до последен момент, се додека неговите коалициони партнери од ДУИ рекоа нас ние во ред кога и да се, и потоа мораше да помине една сага во Белград, за потоа се врати премиерот во Скопје и да рече па да, всушност не е лоша идејата, многу сме близко до консензус за избори во мај, заеднички. Пред да влеземе во изборите, јас само сакам уште еднаш во името на сите спортски новинари да му честитам на мојот голем другар, иначе советник за спорт на премиерот господинот Панче Милевски, кој што покажа доблест, покажа знаење како спортски работник се грижи патриотски за оваа држава. Он е господинот кој што ги изведе оние моменти да на Арена Спорт се коментира на македонски и на албански јазик од 1 јануари. Дали се консултирал со други луѓе, тоа не е важно. Нити он сака ордени, ниту било кој друг сака ордени. Едноставно сакам на сите спортски новинари да им честитам и да го вратат духот на спортското новинарство во Македонија од 1 јануари натаму. И се надевам дека ќе ги завршат успешно преговорите со Спорт клуб и со Евроспорт, и од срце им честитам не само на него, туку и на премиерот на оваа држава. Еве, ние ќе го критикуваме премиерот, тука не е спорно, меѓутоа ова од срце им го Не морате воопшто да го критикувате премиерот. Ова од срце им го честитам и сега сакам на сите оние квази медиумски аналитичари, квази медиумски работници, оние скапо преплатени директори, председатели на Агенцијата за медиуми, да им кажем дека Панче Милевски ви одржа лекција во 2 месеци, а вие 12 години зимате плата или уште не знаете зашто сте ја земале платата. И се остане уште главната задача да имаат и што да коментираат македонските спортски новинари. Тоа е другиот дел. Ние немаме Вардар, го немаме презентацијата добро фудбалската, ајде и ракометната, кошарката веќе не функционира. Имаме поединечни спортови и само заборев да кажам на повторно на мојот голем другар Панче Милевски да обратат внимание и на оние канали кај што има поединечни спортови, оние што се Ultimate Fight, тие боречки вештини кај што има. Имаме олимписки канали кај што треба да се коментира и таму на македонски. Имаме олимписки медал во токму во таков спорт. Да, Могамет Ибрагимов. Не, сега дечкото. Таеквондо, првиот медал олимписки, бронзена медала е Могамет Ибрагимов. И прв шампион е Бучим Радовиш. Добро, значи се вратиме на моето прашање во ред. И понатаму не ми е јасно зошто му требаше целиот циркус на премиерот. Се зборуваме за... Се разбира, зборам моето прашање, се раќам на моето прашање, зошто мораше да се инсистира со месеци дека нема тука што да се разговара, ќе бидат одвоени изборите, мораше да плаќаат разноразни мислители, како што вели Грозданов, квази интелектуалци да објаснуваат колку е тоа паметно, колку е тоа демократски концепт. Сега пред неколку дена буквално читав еден новинар, мислител, како да го наречам, кој што објаснуваше колку одвојувањето на изборите е доказ за демократичноста во земјата. И сега одеднаш као премиерот Шлаканица, ништо, ќе одат заедно. Значи, мене не ме загрижува премиерот, јас повторно во рок од 3 дена ќе кажам дека ме загрижува Државната изборна комисија, затоа што председателот на таа комисија се изјасни во политички смисол дека треба изборите да бидат споени и дека тоа тука ќе се заштеделе пари. Па добро, што е тоа политички, Грозданов? Не, само момент. Значи, законот е многу јасен, што се председателски избори, што се парламентарни избори, доколку политичарите се договорат, значи да тоа го спојат, тоа е одлука на политичарите. А тоа не може независно регулаторно тело кое што е направено за да ги спроведе изборите, да коментира
политички смисол заради тоа што дошол од некоја политичка партија. Значи изборот Тој е Даштевски, да? Збориме за господин Даштевски. И тоа е едната работа. Втората работа, значи овие избори сите зборат дали ќе бидат споени или нема да бидат споени. Еве јас доаѓам од помала политичка партија. Ја повторно ќе го кажам, она ќе го кажам од Гром, вие доаѓате од Гром. Од Гром, од Граѓанската опција за Македонија. Дали знаете дека на нас државата ни вика вие имате толку пари за овие избори и од тие пари можете само да ги потребите тие пари, да речеме вие сте од други политички партии, вие имате по 3 милиони евра, ние имаме 3000 евра. И ние викаме добро, фала на државата што ни дава 3000 евра, меѓутоа ние имаме собствени средства, да кажеме. Добро. Значи, без разлика на кој начин, на легален начин да ги донесеме, и они ти ви викаат, вие не може да се рекламирате на ТВ Алфа, затоа што вашиот буџет е 3000 евра. Тоа е еден страшен механизам кој што ја доведува Македонија. Јас од почит према вас и према телевизијата нема да кажам какво ми е чувството. Меѓутоа, чувството ми е дека евреите во фашистичка Германија или нацистичка дека имале повеќе права од нас. Добро, мислам дека е тоа пресилна компарација, меѓутоа сепак се согласувам дека немам право да се чувството на неправданост го разбираме. Значи јас немам право да се рекламирам на телевизија. Грозданов, проблемот е друг, се извинувам се. Добро. Гром беше во владата со Груевски. Што е важно? Долги години. Зошто никогаш не беше покренато ова прашање, на пример? Не, ова нема врска со Груевски. Ова е сега направено, пред 2 години. Ова не е сега. За поделбата на парите од државата? Да. И ми забранува да собствени средства за начинот на реклами. И ја немам право, јас сум кандидат за пратеник, независен. И ја немам право да дојдам во оваа телевизија, да направам состанок со директорот, со маркетинг директорот и така натаму. Значи, реално немам право со собствени средства да се рекламирам на ТВ Алфа. Не ми е забрането. Затоа што ми определила државата да речеме 3000 евра. И тоа е, како да ви кажам сега. И јас се согласувам дека е облик на неправедност, меѓутоа малите партии не е тоа облик на неправедност. Тоа е не смееш да искочиш на избори. Како да ви кажам? Ти можеш да излезеш, ама меѓутоа малите партии и не само телевизија, радио, интернет портали, било каде. Билборди. Сето тоа се во оние пари што ги добиваат и толку. Зашто ја да не можам да закон? Забрането е за сите. Апсолутно, по закон ти вика, вие имате по 50 билборди, а јас заедно со сите вработени на УАЛФА и со сите вработени во сите медиуми имаме 5 билборди на територија, да речеме, на изборната единица. И да се наговорам со нив како да ги подел. Меѓутоа малите партии, Грозданов се согласува, меѓутоа ако сме честни, малите партии помина многу време во расправа и во докажување со поголемите, нели во Иначе ја не се слагам за една изборна единица, да знаеш. Значи, меѓутоа за тоа го трошиа времето. Меѓутоа на тоа го трошиа главно кредитот на разговори. Не, јас моето размислување е дека е непрактично. Зошто не влегува во оваа приказна? Зошто не ја притисна на оваа приказна? Јас се согласувам, зошто да не побарат да имаат право своите пари да ги вложат апсолутно. А зашто поголемите да не речат, добро ви дозволуваме да се рекламирате сами со ваши средства. Претпоставувам дека е прашање на политички договор, сега реално. Каков е тој политички договор? Ја да живеам, вие тука напите се по една вода. А ја тука ќе се мезам. Не бива таа работа така. Ако збориме за демократија, демократијата малце после. Кој е критериумот за ова? Нема критериум, види. Ако нема критериум тогаш Не, има критериум моментален. Збориме за правичен или за формално правен во држава. Ако е правичен, се знае. Значи, вие сте поголеми од мене, како партии се збориме. Ја ве земам како партии. Вие сте поголеми од мене и вие од избори до избори имате, значи државата ве финансира. На изборите во 2020 година имаше 7-8 партии што освоија меѓу 1800 и 2500, 300-800 гласачи. Ама тоа не е важно. Не, важно е за тоа што вие како ќе му дадете на некој што има 2000 гласови. Не. Имаше, не знам, една партија, како се каже, ГДУ, например, 2000 гласови. Колку да му даете? 2 милиони евра, 5 милиони евра? А зашто да му даде државата пари? Тоа е првото прашање. Идеме на избори. А вие зборите за принципот што воопшто не смее да се... Па не смее да се дадат пари од државата. Тоа е јасно вие зашто е така направено, така?
Затоа што претходно имаше ситуации каде што се вадеа огромни црни пари и се ставаа во медиумите. Што исто така ќе согласите дека беше крајно криминално, да не речам. Добро. Ова беше модел. Дали имаме финансиско разузнавање? Немаме. Имаме. Не имаме. Немаме, како имаме? Не, тоа што не функционира, тоа е друга работа. Имаме. Немаме, де факто ние немаме, како имаме финансиско разузнавање. Ама де юре го имаме. Ма го немаме, вие видите го примерот со Дака. Руски човек доаѓа тука, со екс-премиерот заедно со Рашковски, прават 300.000 евра, го слушаме сите, финансиско разузнавање не реагира. Значи немаме. Само момент. Дали Алфа телевизија ги има истите цени и за мене и за вас? Ги има како не, истите цени. Дали сум ја, ВМРО, Гром, СДС, ДУИ или не знам кој, цената во ТВ Алфа, секундата е таа. И тоа е правичност и за тоа секоја чест. Значи, за тоа е правично. Меѓутоа сега, еве во ред, не ми давате пари од државата. Еве во ред има институција во која што викам, ја легално внесувам пари во партијата да се рекламирам. Може би ќе закупам 500 секунди во ТВ Алфа за луѓе кои што не гледаат. Не е важно, тоа се незначително. И они ми викаат, не може. Зошто ова прашање, ова е легитимно прашање, значи не е дека нема тука спор околу тоа. Зошто ова прашање не е наметнато да се разговара на различни форуми со владата, со опозицијата? Еве ја ве повикувам да ги викнете сите квази медиумски аналитичари и да кажат зашто е тоа така. Добро, ние главном не викаме такви овдека. Има понекогаш ни дојде некој. Не да ги викнете тие силните аналитичари што многу разбира. Не викаме. Не, ја ги нарекам квази. Знам, Грозданов, меѓутоа да дојдат и да кажат зашто е тоа така. Меѓутоа тоа нема ништо да промени. Еве, аналитичарите што ќе кажат. Суштината е дали вие како партија сте можеле да се изборите за тоа во оној заеднички однос што го имате сите партии заедно. Ако не сте успеале, сега некој ќе ви рече па кој ви е крив. Не велам дека е праведно, само велам ќе ви речат па што да ви правиме. Па тогаш зашто разговараме за евроинтеграција? Тоа да си разговараме кој како стигне. Знаете како сте ги прочитале законите за евроинтеграција? Видите, кај нас, за жал, во оваа држава, подпредседател на влада за европски прашања е Бојан Маричич. Добро, значи искача соодветен портал netpress.com.mk и вика дека татко му како јавен обвинител нарачал тепих од двајца адвокати, од кои ше едниот е сериозно познат на јавноста и тој што им бил надлежен, кај што вие биле као приправници и така натаму, се вика Антонио Апостолски и вика да, така е, и татко му си земал тепих од 200 евра и овој сега ни е на нас подпредседател на влада. Без да зуцне, а у тој момент беше министер за правда. И вие се зашто разговараме ние? Зашто синот да сега да одговара за тоа што го направил таткото? Па што не каже, не беше така, не го земавме тепихот. Па што ова снимаме филм, Балкан Кан, Баба Зумбула у тепих ја бараме, што? Па нема, се искрено. Еве ја ме прашувам, ама види се, за делата на родителите не сме да одговараат децата и обратно. Не, и сега гледате, кога кај нас луѓето кои ќе кажат не ја бива државата, почнуваме од таков како него. Ја видите, јас сум многу поштен играч. Ја затоа на почетокот го поздравив потегот на премиерот на оваа држава. Тоа некој што не го направил 12 години, го направија за 2 месеци. Значи, ти си дошол, сега збориме да се вратиме на Бојан Маричич, ти си дошол да бидеш подпредседател на влада за европски интеграции. Ти си ги прочитал законите за настап на избори. Дали ти имаш представа кај се наоѓаш? Ама не убедува нас дека ние, ако не ги ставиме бугарите во устав, дека готово Македонија колапс. Не колапс, сме со тебе. Сега многу теми измешаваме да се... Ги измешавме, ама прецизно ви кажам. Колапс сме со такви како него. Има многу причини зашто согласувам со ова што го зборуват за колапсот со Бојан Маричич, но не согласувам нека за тоа што татко му земал тепих и сега треба тој да одговара. Тој треба да одговара за 10 нули, за 6 двојки во извештајот на Европската комисија. Ама зашто не зборат за татко ми?
Зашто не зборат за дедо? Не, тоа се сега семејни интимни работи. Тоа се работи. Зошто Маричи одговара за тоа што татко му земал? Значи нема никаква логика. Јас не сум земал тепих, не сум нарачал така, нити па вие, а иначе морам да кажем дека нонстоп зборат, почнеме ние нешто да збориме на контроверзни теми, одма викат овие земале пари. Многу ми е интересно само париве кај се парите. Нели од Сеат Кочан сме земале 50.000 евра, од друг кого сме земале пари? Требаше и од некој друг ни спомнува. Нити пари сме земале, нити сме рекетирале, ништо. Ние збориме за држава да се исправи така како што треба. Ке се зборува, секогаш ке се зборува. Не е тоа спор, ние се подготвени да се зборува и нека се зборува за како за добриот конј. Само сам да кажам, се крева. Значи изборите, да се вратиме на изборите. Значи изборите кажуваат политичарите како тоа треба да се изведе. Ако се одлучиле, гледам и председателот на државата, збори, дека треба да се спојат. 8 мај или кој да е датум, дека треба да се спојат изборите. Сакам да кажам принципиално, оној кој што е независен регулатор, тој мора да молчи, може да каже на тајни состаноци. Не може во јавноста да каже што се случи. И тука не согласувам, Грозданов. Зошто Дашчевски да не каже како прв човек на Државната изборна комисија дека изборите ќе чинат 16 милиони евра повеќе од тоа ако се бидат организирани заедно? Не, ќе влеземе во една расправа која што не е потребна. Ние имаме 5 милиарди евра буџет, па за 16 милиони. Големо чудо. Не е така, не е само за парите. Ви имате блокирана држава 6 месеци. Тоа е друг разговор. Тоа може да каже, ќе блокираме државата, значи градоначалници не може да работат, не може да работи државата, нема јавни набавки. Компаниите седат и не прават ништо, компаниите чекаат да помине урието што велат. Ама и парите за 16 милиони евра се малку. Ама за да каже председател на ДИК дека тоа многу пари ќе чини, значи тоа е повеќе од смешно. Значи не е тоа повеќе од смешно. И ДИК работи со буџетот од државата. И ДИК треба да префали некои пари на ДИК. Значи добро, зашто не повика да каже дека треба и на малите партии да им се даде простор да се рекламираат? Добро, вие побарате средба, јавно тука, побарате средба и да разговарајте. На претходните избори. Разговарајте. Не баравме средба на претходните избори. Тоа е исто како што оној господинот денеска што кршеше по собрание, што се представува дека парламентарната демократија била уништена, да го прашам како настапија на локалните избори. Дали дојде да се договорат, например, со нас? Требаше по законот да се договорат со нас. Не си тргна по своје. Зборите за инцидентот во собрание, кај што кршеше Крмов. Господинот Крмов. Значи за Пасиев немам збор. Значи го почитувам многу Пасиев. Добро, но денеска беше интересно тоа, мора да признам. Крши и он избори како тоа демократијата била спречена. Ти господи, ја мислам не разбирам зашто кршеа таму. Значи левица имаат поднесено неколку илјади амандмани, меѓутоа Тала Џефери им прифатил само 12, ако не се лажам. И за тоа кршеа во собранието. И тие бил револтирани од моментот затоа што неправедно им се практично неприфатени амандманите. И потоа господинот Крмов почел да фрла видеото го видов, ама не го разбрав контекстот. Тоа е контекстот. Одбиени амандманите и кршеа. Еве ве прашувам, зашто на локалните избори не седна да речат у првите денови помеѓу нас, ЛДП и Левица седнеме да се договориме. Колку пари на колку... Ова не е дебата дека па јавете се, имате комуникација со Левица и со ЛДП. Ама кога е за нив, тогаш може. Ама тогаш може да си тераме вон парламентарно. Па нели формално правни сакаат да бидат? А формално правно се договоривте со некој, со никого не се договоривте. Си трнавте по своје. За кого збориш? За Левица? За Левица, добро. Така, искочи изборите. Мене ми беше многу чудно од предското собрание тоа што го видов. Да не го трошиме времето. Имаше и некој мафтање со чевел, некој момент тука... Значи, така, на приказна, вака... Да, па имаше некаков обид за тепачка, ако не се лажам, со Зибери, чинам пратеникот, па ги спречи Тала Џефери, на така фестивалска атмосфера во собранието. Да. Значи, обид за пропаганда, ама како што гледам по социјални мрежи, не поминува баш многу. На домакини, да ви кажам, да не го трошиме времето со човек како што е Борислав Крмов. Значи, човекот... Во секој случај, да не квалификуваме. Само да му кажем, да му објаснам уште еднаш. Ма немојте овде сега, јавете му се, не е супер човекот сега. Австрија е во Европа, а Австралија е континент, да научи. Кој ќе сака да дава замерки. Еден мандат за сега, да. Меѓутоа интересна ситуација. Премиерот вика, премиерот вели изборите најверојатно ќе бидат, ако се договориме во мај, веројатно 8 мај, потоа потврди конечно дека Албанец ќе биде во последните 100 дена, тоа што се подразбираше, исто така
Сега веќе стана известно, иако се уште не е јасен кој ќе биде тој албанец што 100 дена ќе биде на чело на државата, меѓутоа интересно е, ако фатиме да броиме од денеска, на премиерот Ковачевски му остануваат уште отприлика 70 дена премиерување. Тоа е. Веројатно последни во кариерата. И многу музе. Како тој рече дека ќе бил премиер и понатаму рече. Неговата изјава беше дека е апсолутно убеден, да бидам честен. Сега само ќе победи на изборите, а тој ќе биде човекот што ќе формира и новата влада. Тотално неважно е кој ќе биде технички премиер. Дали ќе биде албанец, бошњак, турчин, што и да е. Значи, тоа е тотално неважно. Важно е да прво, значи, она што во моментов се случува, да се спречи меѓуетнички тензии кои што се навираат. Видете, искачаат политичари албанци, прават некаков музеј во Сопот, па као било, па не било, па не знам што, за да си го Како не било го видовме музејот на Учека музеј. Кажувам за нивните изговори, не го видовме сите. После тоа дека не било, Не било баш така и така. Иначе го видовме музеот, видовме и карта на голема Албанија, па не било баш така. Тоа само во Македонија може да се кажуваат работи кои што се очигледни дека не се баш толку очигледни. Во црковен двор црквата издигна крст, па искача албански политичар, вика ќе го срушиме крстот. Па најнаш имате реакција од генерал Стојан Чангелов, ја немам намер да го критикувам, вика ако треба ќе го браниме со моите пријатели од 2001. Бе, кај одиме? Денеска 2023. 2001 заврши многу одамна. Го сменивме најголемиот државен акт, уставот, да се договориме така како што сме се договориле. Дали е тоа правилно или не е правилно, зборам за конфликтот. Така. Немојте, дајте луѓе да збориме за пари. Луѓето ни бегаат од држава заради непринципиелности. Еве, не дај Боже да ви умре некој во странство, вас ви треба 3, 4, 5 месеци за да можете да извадите документи. Па чеки ми треба умреница, ама ми треба државјанство. Па државјанство не може да ти го дам ако не ти дам умреница, па умреница ако не ми дадеш извод од матична книга на родени. А кај бил роден човекот? Во село Слепче, да речеме. Сад таму, тоа матична да идете, не може овде у Македонија. А умеѓу време ги лажеме луѓево дека имаме one-stop shop во бивша комерцијална банка. Сме лидери во дигитализација, најдобри сме, све прави. Ја ви кажам од лично искуство, сад не знаеш кај се наоѓаш. И треба да вртиш телефони по пријатели, дај молим те, заврши ми работа и така натаму. Среќа што ти го на името, па датумот ќе ти го промаша. Во целосно ќе се согласиме, Виктор, меѓутоа фактот е дека некој го наметнува тоа. Значи луѓето бегаат од овакви работи, од вакви глупости. Бе дај ми ја да си живеам нормално. Од расипан систем кај што не можете извод да извадите. Сака да ви кажам кога го регистрирав мојот син. Ја бев во вомбрачен, не бевме во брак со сегашната ми жена и се раѓа син ми. Значи, од Министерство за здравство не ми кажуваат кој ми е матичен број. Женава се породила. Луѓето кои што работат автоматично викаа, бе, донеси ја со детево, одма тука ќе потпишеме. Пази се, значи, ја не можам да извадам. Ти вика не си го признал детево. Добро, па нели са, ама битно се грижиме за ЛГБТ линиите и за да зимаат деца. А ја не можам да си го регистрирам моето родено дете. И после 56 дена припадник на Министерството за внатрешни работи ми го кажува на приватна линија матичниот број. И човек кој што од албанска националност одма ми го искуца. Значи сага од 2 месеци имаше. 2 месеци не можам да го пријавам дете во значи како се каже на Џон До. Не постои у системов. За што збориме ние се? Виктор, ако зборуваме за семени работи, член на моето семејство 5-ти месец чека лекови за ретка болест. 5-ти месец чека. За тоа бегаат луѓето од држава. Не бегаат заради парите. Ова работа да е живо и здраво детето, ние се сочуваме стотици луѓе во држава имаат ретки болести, неколку пати сме зборувале, 2 случаи во поширокото семејство. Не можат да добијат лекови и тоа е една од причините зашто луѓето си одат.
Да не го приватизираме разговорот Но, сега, ајде, зборуваме за сакам системот. да кажам, зборуваме за системот. во ред, меѓутоа системот Грозданов, те молам. Само сакам да кажам дека од државата на луѓето им е преку глава од обични работи, значи не од суштински работи. Абе, знаете како? Имам пријатели сега од Германија се преселија во Австрија. И викам, добро, колку заработувате на крајот, колку ви остануват? Од 400-600 евра. И сега му викам, па што не дојдеш во Македонија? У Македонија? Да се нервирам, вика, нема шанси. Овде бар знам на што сум. Да, ја не согласувам со ова. Види, да се согласувавме со таквиот аспект, сега ќе зборевме од некој друго место. Се согласуваме во ред, меѓутоа онаа поделба која што се прави вештачки или не по етничка линија сега пред изборите, апсолутно е непотребна, меѓутоа ние овде не разговараме за логиката на нештата, туку зборуваме за она што се потегнува по линија на политичка цел. Значи некој тоа го провоцира. Значи ние сега непотребно се наоѓаме токму така во една тесична атмосфера во која што само чекаме некој нов инцидент кој што ќе биде предизвикан сега во Гостивар, ако не се лажам, се појави оној знакот што ги има низ целите, не сите македонски градови ги има повеќе или помалку, нели со името на градот, О е во обликот на албанскиот орел. И сега многу ми навелат зошто ова во Македонија. Со право. Од друга страна се прави Таравари. Да. Кој што важи за умерен човек, да. политик. Од Кој што друга живее страна, во Тавталич. да, Или че градоначелник на Гостивар. Но во исто време крстот еде тамо на Попова шапка во Македонија, на македонска планина, во црковна земја, ете некој пронајде дека пречи. И така натаму и така натаму. Меѓутоа очигледно дека во наредните месеци оваа работа, оваа тема ќе добива на замав. Без разлика што вие сте во право дека нема потреба. Нема потреба, но се случува. Прашањето е дали ова има ефект, дали она преска во собрание имаше ефект, според мене не, апсолутно немаше никаков ефект, ниту пак ова со крстот и други инциденти нема ефект. Луѓето се препаметни се луѓето да разберат што е пропаганда, а што е реална политичка мисла и акција. Затоа ги симплифициравме работиве, мислам, сакам да збориме на посериозни работи, ги симплифициравме на обичните денови. Значи, луѓе, вие сте таму избрани од народот. Дајте малце посериозно однесувајте се. Еве, ја ви кажав како се чувствувам како припадник на помала политичка партија, така? И ја не дојдов сега тука да одам од студио да го барам Даштевски кај се наоѓаш да треба се пресметувам со него. Не, само кажам дека тоа е грешка и дека таа грешка треба да се исправи. Во овој момент за овие избори знаеме дека нема да се исправи, ако се исправи секоја чест, ако не се исправи, дај за следните избори, значи не е важен ни Виктор, ни било кој, утре може Горан Момировски ќе сака да се кандидира за претседател на државата. Ама не, сериозно ова го зборам. Зашто нема да сака сигурно. Не, Момир Горановски, не знам дали го знаете. Да. Значи, може би ќе сака да се кандидира, може би ќе собере бизнисмени околу него, да го поддржат финансиски, така натаму, народ да собере. Значи, знаете како е, кога се собира раја, треба, тоа е финансиска тешкотија. Значи, тоа е, не заџаве постојат донаторски средби и така натаму по другиве држави. Се ти мене ми забрануваш да ја се представам на телевизија, не зборам кај вас да дојдам. Зборам да пуштам порака. Да пуштам порака до граѓаните. Меѓутоа во исто Зашто време не забрануваш таа порака? Меѓутоа во исто време Еве најпоштено се избориме. Меѓутоа во исто време сме сведоци дека имаме протести како никогаш до сега во државата. Како никогаш до сега во сите сектори. Во Грозданов дојдовме во ситуација јавна администрација да протестира сега во петок. Јавна администрација во петок прави протести. Протестираат доктори, протестираат професори, протестираат пензионери и тоа негде во силот јас не знам кај ќе го видам. А од каде пари? Зашто? Еве од каде пари ќе најдеме? Чекај малку, па пред малку рековте дека имаме буџет од 5,5 милиарди. Не, имаме сега. Добро, мината година беше 5,3. Добро, и од каде пари тие се значи зголемуваат плати во оне и во еден момент тоа ќе пукне како меор од сапуница. Ема ова не е прашање за Драјан Милосавлjević, ова е прашање за Димитар Ковачевски и за неговиот тим, за Битики, Еве за следниот премиер Виктор Грозданов. Еве јас сум следниот премиер. Од каде пари? Од каде пари? Имаме производство. Па знаеш како ќе се собереме чергата таква каква што е и ќе почнеме поинаку да се однесуваме. Ма дали имаме производство?
Имаме некакво производство, зашто дали имаме Не, производство? дали имаме, ја прашам. Немаме индустрија, не знам да ниво на некоја држава. Нафта немаме, друго што немаме. Море немаме и не останува само едната единствена работа која што имаме. Ние имаме богатство, кое што заради стотина занесени екологисти, ние мораме да... Аха, влегуваме во една интересна Не тема. навлегам се, јас само кажувам, јас пишувам цело време и тоа богатство, значи збориме за рудници, и за тоа богатство наеднаш има еден центар на моќ кој што се интересира да оваа држава да биде сиромашна. Зашто? За да ја земе без пари. И ние влегуваме во тој систем. Оние кои што се противници на она ја што го пишувам, вие немате Добро, се појма. мораме да кажеме што пишувате. Иначе ја знам дека сме на различни страни. Апсолутно, да, сме на Значи различни тука, страни. ама јас ве За нас сметам, се родниците на смртта, за вас според вашите колумни што не знаат луѓето што пишувате, вие сметате дека тоа е ама јас ве сметам вас во здраво разумен човек со кој што можам да дебатирам, а не да се Вие се навредувам. налутивте тогаш кога ние викнавме на екипа на луѓе Не, кои не што се налутив, не. Добро. Така, Без да се- тука Забележавте дека представници ја на немало тројца- втората Да. страна и може би имате право Беа да дојдени кажеме. представници, тројца на невладини организации кои што се Со занимаваат тоа што со... имаше тогаш од наша страна обид, други луѓе да дојдат, Точно. но се откажа, ми се чини дека имаше комуникација одредена. Да, има рекоа- фијас комуникација, Да, токму да, така. да. Требаше да дојде еден господин инженер, меѓутоа во даден момент се откажа од за мене се уште нејасни причини. Ама видите Меѓутоа, вебо, идејата е, бидејќи многумина не знаат, се работи за родниците во Струмица, така? Не само Струмица, цела Македонија, од Старо Нагоричане до Дона. 20 милиарди евра рудно богатство, првична руда. И ако направиме топилници и завршна металургија, до 70 милиарди евра ќе стигнеме. Сега, Добро, тоа е Што е едниот тоа? аспект. Што е тоа 70 милиарди евра, не разбирам. Тоа Приход значи- за државата или приход за компаниите кои што ќе го работат тоа? вкупен, зашо за компаниите? Вкупен промет. 70 милиарди евра, кои ќе се извртат низ Македонија, знаете што ќе биде тоа? Да, Тоа е економски бум. Но кај И тоа го знаат оние кои што се паметни го но знаат. кај Ловица Мислам, само да не- 2% од приходот ќе одеше за општините, за А државата. зашто мислите дека државата не може да ги смени концесиските договори? Па таа и веќе ги откажа. Значи, вака сега да ви кажам нешто. И Ловица е еден рудник. И тој е помал рудник од она што го има Сардич. Сардич има 3 рудника. Ино да кажеме дека вие сте металуршки инженер по Да, професија, да, а медиумски експерт. да. Не, јас само си го задржав моето пријателство со моите професори од Технолошко-металуршкиот факултет, одсек екстрактивна металургија. И со нив разговараме на многу посериозен начин, дори и деканот на Технолошко-металуршки е металург човек. Значи ние се збориме практично. Ние не збориме за емотивно. Прво, ако некој знае како се загадува, тоа го знаат металурзите. Ако некој знае како тоа се заштитува, тоа го знаат металурзите. Ако некој знае како се загадува земјиштето, тоа го знаат земјоделците. Ако некој знае како се загадува преку медикаменти, тоа го знаат фармацевтите. И сега вие во овие рудници имате такви луѓе. Дали знаете дека директорот на Казандол е фармацевт? Казандол е друг Тоа е во рудник, Валандол. кој што исто Не, така значи, ја загуби јас- лиценцата, така? И ми ја одзедо и за тоа ќе ви кажам на крај, не сме свесни што ќе ни се случи. Што е тоа, не сме свесни, не разбирам. Вие не знаете каква казна Ова ќе добиете. како закана делува сега. Бога ми. Не сме не, свесни ја не што ви ќе- зборам на вас, Не, не не, сме не, се не, разбира, тама се работа, разбира. општо Не сме зборим. свесни како држава колкава казна ќе добиеме. Треба да сме среќни ако е 400 милиони евра. А по тоа како иде цената на бакарот вака у висина, кој ќе си направат математики весели, а тоа на арбитража не се мери дали вие сте ме погледнале попреку или не, колку сум изгубил за работувачка. Концесијата мина толку години и јас сум изгубил за работувачка толку. Да не стигнеме до 700 милиони евра. За Казандол. За Казандол што е мал рудник. И доаѓа некој... Арбитражата е при крај веќе?
За арбитражата, само да им кажам на тие што иделе да сведочат, мене ми е жал за Крешник Бектеши, сериозно ми е жал. Бијќи жртвено јагне во оваа приказна, само да им кажам на тие големите научници правни, кои подпишувале, да им кажам вака, све се снима. И снимките има да ги објавиме јавно, бидејќи луѓето од Казандол ми се лични пријатели. Им реков, има да ми ги дајете снимките, а ја ќе ги објавувам преку медиуми. Добро, тоа е друга работа. Не, чекайте, да видите како реагираат кога сватиле што се случува. Што не искоче да кажат. Ова е ексклузивна информација. Значи, они може да ја тегнат после избори, негде максимум до следната година. Ова време може да тегнат. Изгубен е спорот. Што да тегнат? На арбитражата е... Да кријат. Тамо владата е партнер, владата е тужината страна, така? Владата како? Имате рудник направен кој што Институтот за животна средина вика дека не загадува. За Казандол збориме се. За Казандол збориме се. Користи најсовремена технологија од Финска. Финска е најеколошката држава во светот. Користи Аутотек. Аутотек, за да дојде да ти даде опрема, прво те прашува за целиот животен свет. Дали знаете дека се правени елаборати за движењето на желките, за птиците преселници, за дивечот кој што го има тамо. Тамо не се работи со експлозии, туку се работи со имплозија. Знаете што е имплозија? Значи се ставаат шипки внатре во земјата и оди до метро. Толку. И ние наеднаш добиваме екоактивисти кои што викаат дека целото Валандовско поле ќе има 5 сантима прашина. Не, тоа беше и ловица за струмица беше тоа. И за Казандол истата приказна. И сегде кај што идат. Дали знаете што е 5 сантима прашина? Па таму е целиот метал во прашината. Кој е тој будала металург што ќе пушти прашината да отиде во полето? Тоа нема таква работа. Но дали знаете дека знаете што? Ја можам да се согласам, се извинувам. Да, добро, можам се согласам дека да не држам банка. Можам се согласам дека еве Институтот за јавно здравје направиле некаква елаборација. Не Институтот за јавно здравје, Институтот за животна средина. За животна средина. Инспекторатот за животна средина. Добро. И вика дека нема никаков проблем. Подпишани тројца луѓе. Во систем. Казандол збориме. Во систем каде што инспекторати, комисии, државни институции работат по налог на некои моќници, е навистина тешко да се верува дека тие луѓе ќе дадат реална проценка на последиците по животната средина, значи да не ги занемеруваме стравовите на граѓаните кои што се против. Меѓу тие граѓани сме ние, но дека се мораме да бидеме неутрални. За да стигнете до Казандол треба поминете низ Лозија. Тоа е на винарска визба Валандово. Винарската визба Валандово не се буни, граничи со рудникот. И уште им вика да даде Господ да ви пукне браната, да влезе бакарот у Лозијата. Затоа што вика нема потреба прскаме поише од 3 пати. Знаат што е. Сулфур има 0,5% во водата, а во оцет имате 4% сулфур. Се разбираме што збориме. И ја затоа видите, што е тоа еколог? Кој тој човек? Еколог, екологист. Значи, сега, ве молам, Грозданов, не е така. Значи, излегуваат луѓе, сега зборувам за ова што е најекспонирано во јавноста. Само да им повториме па на гледачите. Јас сум контра од вас. Вие сте нормално загрижени. Да разговараме. Ние имавме овдека тројца екологисти од Здрава Котлина. Кои се тие екологисти? По која струка се? Ви се луѓе кои што се загрижени за тоа се еколошки активисти. Еколошки активисти, со факултет сега што. Јас сум еколошки активист. Ако добро, не. Еколошки активист е човек кој што се е загрижен. Еколошки и економски активист. Вред, еколошки активист е човек кој што е загрижен за животната средина и бада гаранција. Како која? Да нема труење на основата работа, да заживееме во здрава животна средина. Не разбирам што е проблемот тука. Добро, сега вака да. И сега, ве молам, тие луѓе велат дека располагаат со податоци, колку што се сеќавам од разговорот со нив и од тоа што сум го читал, дека за Иловица штука, така беше Иловица штука, каде што ќе се вати злато и бакар,
Добре. Начинот на кој што ќе се прави тој процес... Кој е начинот? Ви кажа? Да, го објаснува со езерата што ќе се копаат, ќе се подига околу нив релативно мали брани, со внатрешни копања. Тоа се вика хидроеловишта, за да не се мочат. Да, во ред. Значи, јас воопшто не сполагам со термини на таа тема. И истиот еколошки активист вика во Струмица ќе се појави сулфур диоксид. Вела дека што правиме ако цијанид се користи во целата приказна. За металуршки. Кога има хидроеловиште, нема сулфур диоксид. Тоа е пирометалургиски Добро. процес. Како тоа сега имаме и сулфур диоксид, ама ќе имаме и хидроеловина. Не бе, господ. Идејата е, Грозданов, дека луѓето бараат гаранција, да се разбереме, Струмица е Струмица и Струмичко се едни од најплодните земјоделски Сте прочитале стратегијата за развој на југоисточна? Ама дали Струмица е една од најплодните земјоделски райони во Македонија, тоа е факт. Тие луѓе тамо 90% живеат од тоа, се реално. Може сега Па не, сакам да докажам, тие луѓе тамо од 15.000 колку се 30.000 луѓе живеат од земјоделие, тоа е единствениот нивни приход. И својот производ, прво сами го јадат, второ го продаваат низ Македонија, трето го продаваат низ цела Европа. Кој производ знаете? Се што се произведува во Струмичко поле. Што знаете? Сите земјоделски производи помогу. Што се произведува во Струмица? Не ве прашувам дали знаете. Знаеме дека работи домати, пиперки, помпири, лубеници, може да броиме до утре. Пополека. Значи, јас ќе ви кажам. Значи, има во Македонија, швајцарците прават стратегии за развој и на минерални суровини, ама даваат пари и за развој на југоисточниот, на краиштата, како тоа се развива. Прво, викат ке имало прашина. Ако имало прашина... Точно од неколку сантими. Јас го слушам ова што ја кажува луѓето. Тоа е будалаштина пар екселанс. Прво, што не се побуна за неметали ограждан, а ќута тука. Тој е рудник од 55-та. Значи не е тоа од 2005-та, од 55-та. Отворен коп. Па се сомневам дека во тоа време можеле да направат нешто за рудникот. Се види, па како се развило земјоделието се. Тоа е едната работа. Втората работа. Ниту еден металург нема да дозволи 1 милиметар прашина да му избега, таму е металот. Не знам дали се разбираме што зборам. Ќе дозволи да му избега прашината во полето. А ви тврдите дека токму таму е тоа што треба да се извади. Третата работа. Тоа е во планината, во Огражден. Тука може да разговараме многу сериозно. Четвртата работа, може да разговараме за водите. И тука треба за труење на подземните води имаше сериозна загриженост. И са петата работа. Загрижените екологисти не ви кажа една работа. Дека овие кои што го ја имаат концесијата од Иловица и Штука, имаат ископано 2 бунари за питка вода. Едниот на 70 метри, другиот на 210 метри. И им ја даваат гратис. Им викаат доека ние почнеме, има време, користете. Големите екоактивисти ја затрупуваат бунарот. Сега зашто го затрупуваат? Прашете ги нив, нека дојдат да кажат. Тоа е едната работа. Добро, но што се не разбирам, ова не е доказа ништо. Како не е доказа? Грозданов ископале вода која што може да се користи дека да почне да работи рудникот. И ќе почне да работи рудникот. Вие сте биле во Штука? Не сум бил, јас лично не сум бил. Да одите да направите емисија. Да видите каква вода им тече. Бејќи еве нема рудник у моментов. Да видите каква вода. Каква е таа вода? Да не искочи каллива вода. Дали знаете дека таму треба влезат 360 милиони евра првична инвестиција која ќе го стане во кругот на Струмица? Парите се еден момент. Економскиот дел се согласува. Овде суштината е стравот. Суштината неќе да умираат од рак. За казан дом. Можеме да разговараме дека има финска технологија и да дојде некој фински експерт овде да ни објасни, ние сме тие и тие релевантни меѓународни, нели, кој ќе да тужат, кој ќе го изгубиме спорт? Малку да се вратиме назад, 400 милиони евра е сумата која што Македонија треба да ја плати само за Казандол за едната фаза. Да. Во првата фаза. Не, а финска, рековте, финска сега и втора. Тоа е финска, затоа што ја врегаш како фирма, Аутотек. Затоа што ќе се затоа што како за клевета навреда дека незината технологија не е вредна. Вредна е во Финска, а во Македонија не била вредна.
Значи, добро. А баш кога да направиме, да не разговараме за Перо Костадинов да објасни колку го развил земјоделието меѓу време. Тоа е друга тема, се извинувам само. Значи, Не, јас тоа повторно баш тема. велам, да има релевантна институција, финска компанија, финско министерство за екологија, каде што стварно може да веруваме, луѓето се и генерално се честни и се многу сериозна држава, да. Добро. Проблемот ми е овде мене што за Иловица Штука. Ама не е само Иловица Штука Не, упраша. генерално, не само за Иловица А Штука. Генезис го знаете? Затоа го спомнав Крмов, затоа што Генезис е австралиска фирма, а он кажува австријска, за овој големиот патриота Крмов. Добро, врете, Крмов не е Генезис, сега. знаете Значи, како суштината е дека Суштината ние е немаме след- доверба дека Не, тие доверба- нус производи не, што не. се токсични може да ја влезат во водата или секаде во земјиштето. Постои особено Тоа сомнение дека ќе проблемот. се користи цијанид во целата Како ќе се користи цијанид, кој е забранет цијанидот од 2019? Како ќе се користи? Држава наша вика нема користење цијанид. И овие викат добро, нема да се користи цијанид. И са ја ви велам на вас, не може да користите ваков микрофон, ќе користите поголем микрофон. И со закон ви го забранувам малиот микрофон. И вие викате добро, ќе Добро, користам голем дека микрофон. согласни ли дека е потребна поголема транспарентна социјалната приказна? Ако илјадници луѓе се плашат, вие спомнувате тројца екологисти, 5. Не е така. Ако илјадници луѓе се плашат и излегуваат на протести во цела југоисточна Македонија, тоа значи дека во тој регион не постои знам, јас сум имаше за тоа. протести. И значи тие луѓе очигледно имаат страв. Јас сум за тоа да биде многу Па, потранспарентно. имено. Само момент, потранспарентно, ама и да се вклучи Министерството за внатрешни работи, во кое што на овие за вас мирните екологисти да им дозволат на овие кои што се зарудници да си ги кажат своите права, како ја што дојдов кај вас. Ама Значи, тоа е неопходно, дебатата е неопходна, затоа се Не, согласуваме. ама гледате, ја како дојдов кај вас? Јас знам дека сте контра. Ја дојдов, еве тука сум. Не, Грозданов, Ама вие дебатата сте е коректни, нужно неопходно. питоми, нормални. За сега луѓе. сме питоми, за сега до крајот на емисијата не знаеме што значи, ќе се случи. нужно е како тоа дебатата е нужна. одредени личности викат ќе се радикализираме и ќе почнеме да се закануваат по животот на луѓе. Тоа е едната работа и втората работа, затоа што почна да пишуваат новинари и они одма вие сте платени, ма не мои. А ти не си платен, Добро, што лесно е да се обвини човек дека зел Че да пари. направиш тоа е- за- Занав тоа околу патентот за ова конкретна работа, Не, после сметката е таму. Јас одбив да бидеме на чисто. Голем дел медиуми не одбија, јас одбив и мислам тоа А го знаат зашто многу забрането? луѓе. А Не, тие што се бујнат? не е забрането, но сакам Чекај, имате информации, се знае, имате информации дека некоја девојка кој што нејзиниот татко бил преведувач на генералниот директор на рудникот баш у Струмичко. Бил татко и преведувач. Она барала работа, нешто се скарале по Струмичка линија, ја одбили и она наједноставно голем екологист. Сега до толку не сме овакво. Вториот, тој што ќе ја бранеше Штука. Не Иловица, туку Штука што ќе. Миле, го заборев како се. Мики Крстевски. Големиот екологист. Од тамо се вработи во комунална хигиена Скопје. Управна служба. Сега, што разговараме ние? Тој некој си Ристоманов. Тој другиот станал, тој работел со Бучим. Бучим не им смета. Абе, луѓе, прочитајте книгата на Ванчо Чифлиганец. И ќе видите што се склучува. Значи, таму има јаловиште, таму има цело брдо. За да се однесе прашина, треба да помине ураган ала Катрина. Дали разбирате, тоа не е тоа тек така. Под јаловиштето има винови насади, има слики. Министерката за екологија вика, тоа е тешка металична индустрија. Поима нема. Флотацијата е металургиски процес кој што го збогато концентратот. И тоа не е тешка металична индустрија. Има слики у книгата на Ванчо Чифлиганец, кај што жена седи у плав мантил и ја тера флотацијата. Добро, слики Збор има. дека- идејата е Слики има. дека Секакви, Збор- дали не, веруваме че- на институциите дека можат да имаат контрола на оваа ситуација? Тоа е главниот тука проблем. се слагам Тоа е со нив. главниот проблем. тука се слагам со нив. Видите, да има министер за животна средина, кој што завршил 4 хемии на Технолошко-металургски факултет,
неорганска, аналитичка, органска и физичка хемија и да отидеш во емисија и да не знаеш која е формулата за сулфурна киселина, оди си дома. H2SO4 за сулфурна киселина, H2SO3 за сулфуреста. H2SO2 не постои. Ово каже министерката. Министерката вика, вашиот поранешен колега и вика H2SO2, сулфурна киселина, вика, да, така е. Добро, не била концентрирана, можеби. Таа претходно на влада А прво... како е концентрирана? На влада прво гласаше за отварање рудникот, па потоа отиде на протест од наредниот ден. Можда била малку неконцентрирана. Не е така. Туку кажа дека да не навлегуваме у етнички глупости, кажуваше дека тоа тешка металична индустрија, а на 28 август, кој е денот на рударите, она се појавува во Булмак, на рудникот. Па не ли е тешка металична индустрија? Дали е отворен коп или внатрешен коп, рудата искача надвор. И сега не може. Ајде да го затвориме. Не сакам да разговарам понатаму. Јас само сакам да кажам. Јас продолжувам, никој нема да ме спречи. Мојата идеја, јас сум тој кој што сака да функционира. Имаме првична 20 милиарди евра. Првична руда. Тоа е првата што ќе ја најдат. Да не збориме за понатамошни концепти на барање на руда. И ако се сконцентрираме да отвориме топилници, каде што стварно нема жив човек, и ако одиме на завршни работи, и ако одиме во наменски металургии, каде што имаме и македонски брод, имаме Самоков, каде што произведуваме куршум и така натаму, све каде што се употребува рудата, ние ќе стигнеме до 70 милиарди. Зашто? И така кој, дали ние или некој друг? Тоа е прашањето сега. Значи ние треба Исто така релевантно прашање. Ние треба Македонија. А како може Македонија кога приватен собственик од странство ќе ги експлодира рудниците? Не може да се договориш се со нив. Како се договорив јас? Приватниот собственик претпоставувам сака да ги земе за себе парите, не да ги даде на Македонија. Државата е така што диктира тука има. Во ред. Значи вие симплифицирате, ја ви кажам. Не, ние симплифицираме затоа што нема точни податоци. Главниот проблемот дека е недостатокот на објаснување. Не се разбираме се. Тоа е ко сега ја да отидам во Народна банка и да речам трезорот е мој. Не го дам. Не разбирам паралела. Па паралелата ви кажувам, значи трезорот е на Народна банка, така, значи ќе ми избркат одма. Значи рудата е на Македонија, на македонските граѓани. И македонските граѓани ќе одлучат како таа да се експлоатира. Дали ќе му даде на странскиот партнер? Тука е ова големо прашање. Затоа што македонските граѓани никој не ги прашал на референдум дали сакаат тоа или не. На референдум, добро ја ќе ги прашам за референдум дали смеат да се лечат у клинички центар у Скопје. Референдум у Скопје, дали тој од Струмица може да е тука? Не, мислам дека однесе баш. Како сега не се. Ако луѓето се плашат, имаат право да го јас се плашам. Од што? Од луѓето од Струмица. Па да, кој ќе дојдат, знаете како е. Може носат со себе некои болести. Не е адекватен немајте одговорот. така, Мора да признаете. Имаат право луѓето значи, на информации. На кој начин ќе се копа рудата, колку тоа ќе биде загадувањето и какво, колку ќе биде реалниот добиток за луѓето тамо што живеат, за Македонија и така натаму и така натаму. Само влегувате само прашање. Јас сега намерно ако нема одговори затоа. Ма ја бебе па ви кажам, утопија ќе влеземе. Ти мене не ми даваш рудник, ја не ти дам клинички центар. И сега Не е добро ова објаснување. Мислите дека не е добро ова објаснување? Сакате да ви кажам што еколошки како се разговара. Идете на Усија му викате, мора печката да ти работи над 1400 степени. Затоа што тоа што го гориш, мора да се изгори печката, не да искочи надвор. Второ, во зимски услови мора да го намалиш производството, затоа што е влажен воздухот, Скопје котлина. Добро. Трето, идеш на сите градоначалници и им викаш во Скопје, во ист момент може само 10 згради да се градат. Четврто, коли под 15 години ситу печка. Да продолжим понатаму. Јас не согласил, ако е тоа прашање на живот и смрт, се разбира. Не, шесто. Идете само со градски сообраќај ќе се возите во центарот на Скопје. Тоа е малку утопија тоа. Сакате екологија. Како ќе се возите кога јас сум чекал по сат време автобус? Немојте се да не ги идеализираме работите се. Видите се.
Па сакате да збориме, значи сакате екологија или не сакате? Ако сакате екологија, веќе сте загрижени. Во Скопје имате атомска бомба во железара. Не само железар има и во Охрис има, има и Охрис е во гола тамо кај вода. Драчево. Не, Охрис нема врска. Гола вода. Проверете си, идете си на Google Map и видите што има во рамките, значи не од топла валаница, ладна валаница, него од печките, каква прашина искача, како таа се складира и колку илјадници тони ја има во Скопје. Еден ветар, малце посериозен, како оној вчера, прашината се лепи на градите. Толку ви кажав. Еве ви истражувачко новинарство. Добро, во ред. Меѓутоа тоа не Сега да не влегуваме знаете како? нема деста. Вие сега кажувате проблемите во Скопје, сосема се согласувам, начинот на кој што зборувате за еколошки како треба да се размислува, веројатно сте во право. Меѓутоа тоа не спасува приказната за лудниците. Тоа сакам да ви кажам. Ама Во ред, зошто? Господин Милосавлjević, за да се разговара овде, треба да викнете професори, луѓе кои ќе го знаат целиот процес и тоа го знаат како тоа треба да функционира. Имавме таков обид, мора да се признае, тешко оди со нив. Значи, мене ме загрижува, многу ме загрижува, се сериозно ќе го кажам, зашто Рударско-геолошкиот факултет молчи. Кажете ви, изјаснете се, вие сте ги правеле проценките. Мојот факултет, металургија, не молчи. Еве ме гледате мене. Ја ова сум го научил од моите професори. Ја знаете колку знам од нив? 0,1%. 0,1% од нив знам. Значи, они ги знаат сите процеси. И точно знаат како тоа оди и како тоа се заштитува. Значи, не може и меѓутоа чувството е дека Македонија има богатство и на Македонија некој забранува преку центри на моќ и шири страв кој ше оправдан кај вас. Ја не реков дека сте вие Што изманипулирани? не сте изманипулирани, сум ви внел страв. Тоа е центар на моќ, тоа го прави. Меѓутоа, луѓето поставуваат прашања. Ако не добиваат адекватни одговори, предпоставувам дека ќе продолжат да поставуваат прашања. Поставувам прашања, како се таму имало и дебати, и средби. Па секогаш на тие дебати и на тие средби се завршуваат со тоа дека не е кошаркар да им кажува за кошаркарски Не, туку не се доволно објаснати работите. Како тоа се објаснува доволно работата? Ме интересира, еве, сакам вие да ми објасните. Со факти и аргументи. Грозано, знаете како? Со факти и аргументи. Па еве факти и аргументи. Јас сум 32 години во оваа работа. До сега десетина пати сум и лично сум патувал со луѓе кои што промовирале или лобирале за одредени проекти во Македонија, па и во регионов, кои што не носеле на лице место да видиме како некоја работа што треба да биде во Македонија направена, се прави на друго место. Значи јас лично сум бил овие 30 години, најмалку 7-8 пати на таква ситуација. Знаете како, јас да видам дека во Финска или некаде, во некоја земја, се зборам, земја членка на Европска унија, еве не мора да биде членка, некоја земја нормална, стабилна, каде што важат законите, дека ова што го зборите вие, AutoCAD или како рековте, не знам. Autotech, технологија, финска технологија, земја која што многу ја почитувам, функционира и таа е согласно со европските стандарди. Што се има поинаку ке? За да не искочи кој да се расправаме не меѓу нас. Не, ама и да ние се расправаме. Вашите прашања се легитимни и вашиот страв е легитимен. Токму затоа што државата не кажува што се случува и како тоа треба да се оствари. Значи, ја ако дојдам како инвеститор и сакам да отворам рудник, еве, например, рудникот Генезис. Тамо се вади злато со тиосулфат во, како се вика, со сува постапка. Разбирате се што е ова? Па не разбирам, се разбира, ние технолошки процесот не го разбираме. Значи, каде што... Нас процесот не интересира, нас не интересира да се заштити здравјето и животната средина. Само да викам, значи, каде што ќе се заштити комплетно целата средина. Значи, да нема прашини, да нема глупости, да нема загадување на води и така натаму. Значи, тоа не е случајно. И сега државата
коментира на ист начин кога сме на ваква телевизиска дебата. Државата е таа која ќе ги гледа сите аспекти. Прво, еколошки, економски. Државата ги видела и ја одзема концесијата. Не, ја државата ако видела, нека дојде на... Еве, ја повикувам вас да ја викнете Кашикова. Ама тоа што нема да дојдам вака без литература. Ја ќе дојдам со литература. Првото прашање што ќе го поставам, уште од сега. Ама и таа нерелевантна, таа отиде да протестира заедно со... Не, првото прашање Прилично не е нелогична ситуација. Не знаеме со која позиција ќе се појави. Нашата позиција е јасна, вашата позиција е јасна. Министерката не знаеме. Првото прашање што ќе го поставам, ќе речам, кажи ми, Ханс Теме Маги, кој е... Добро, тоест Теме Маги, се извинам, и кажи ми го бродот кој што плутел 55 дена од Њујорк и низ кој држави прошол. Толку. Еве од сега го поставам. Ова сега мистични прашања, сега овие. Не е мистично прашање, тоа е Ханс Теме Маги е главниот експерт за отпад. А бродот што плутел бил со отпад и нека каже како завршил. Еве има литература на Машински факултет. Нека иде, нека да земе. Добро, тоа е веќе друго. Во секој случај, легитимно е да се разговара на темата, легитимно е секој да излезе со свој мирно став. да се разговара, да не се разговара со насилие. Мене малце ова ме плаши. 400 милиони евра треба да плати држава. Тоа е првичната Во математика. арбитраж за Казан дол, така? И Ловица е многу поголем проект. Што значи тама ќе платиме 2 милиарди евра, колку ќе платиме? Мислам сега на памет збориме, се разбираме. Полот буџетот ќе ни отиде на таква сценарио, според тоа што го кажувате вие вака, изгледа малку страшно изгледа. А Старо Нагоричане? И таму надземја Тоа е уште поголемо од Иловица. А Генезис? Колку се вкупно? Ја ви кажам 20 милиарди, вие не ме слушате. А Плавуш? А Алшар? А Кожев? Алшар, нема Алшар. Како нема, има Алшар, има позиција, има злато. Ама нема концесија тама. Како немаш, имаш. Имаше, веќе нема, мислам дека Ја нема. напушти концесијата, иначе има, може некој да се јави, Има точно геолошки Добро, вие истражувања. се зборувате за пристап на државата, нели, да тргне од некаде за да... Дали знаете дека Љубисав Иванов Дзинго за колку го има промашено рудникот за злато? Мислам, за да имате представа за парите како идат. Значи, Дзинго бил рудар секоја чест. И он, човекот, има промашено рудникот за, еве ја ќе речам, 100 метра воздушно. Да не е 100 метра патно. За кој рудник сега? За Генезис го има промашено рудникот. Со бушотина, една бушотина е 100.000 евра. Вие кога бушите, вие не знаете каде, таму идат геолози, па камчињата ги гледат, па како се однесува водата, па ако е, например, ако е плава водата, значи има бакар и така натаму. Па карпите ги гледате. Малце е посериозно тоа. Не е тоа баш тек така. Многу интересно што... И знаеш, само да ви кажеме на работа, за Иловица штука. Најголемата измама, дека прашината ќе отиде, еве и да има прашина, дека прашината ќе отиде у Струмичкото поле, тоа е најголемата измама. Ружата на ветрови секој се гледа, таа дуба у планината у Бугарија. Еве и ако иде прашина, таа иде на тоа. Предизвикаме меѓународен проблем со Бугарија. Добро, дека ќе имаше носим- проблеми со водите доле во... Видите, со водите, значи, јас па ви кажав, значи има стратегии кои што треба да се прочитаат, значи во делот на Струмичкото поле, збориме за југоисточна Македонија, значи има проблем со водите. И тука треба многу прецизно да се игра на таа карта. И сега тоа е веќе, тука рударите го кажуваат тој дел. За делот флотација и така натаму, и во делот, јас што го мислам како инвестиција, тоа е навистина како што треба. Например, сега ви кажам, за Кожев, кога се сакаше да се прави рудникот, тоа не е баш кај ски центарот, туку од другата страна. Стварно е безпредметно да се користа тешка механизација, да оди по патот кај што одите на ски центар. Тоа е стварно срамота. Ски центарот пропадна. Не, ски центарот има тамо вили и така натаму. И сега викаат, ќе се исечеле шумите, а за ски центарот колку шуми исече ти? Сега ајде да одиме обратно. Викаме хидроцентрали. Еве, мој пријател има 2 хидроцентрали. Ќе се исечеле шумите. И ми вика, еве ти, како беше, и еве ти, шумата па се дига. Мислам,
дај малце да престанеме да лажеме во некои делови. Ја зашо, како ја почнав емисијава? Им честитав на спортските новинари, им честитав на советникот за спорт и на премиерот. Зашто? Тоа е поштено да го направиш. 12 години сум се мачал за таа работа. Ја немам ништо од тоа, нити ја, нити вие, а сме збореле овде 5 пати за таа тема. И конечно успеа. Зашто да лажеме? Еве, така, нели, треба да се честита. Ако некој дојде и донесе пари во оваа држава, треба му честитам. Но под услови кои што ќе гарантираат Така е. здравје на граѓаните и Може да ви заштита на кажам една животна приказ средина. за Англија. Сега е обратна ситуацијата. Доаѓа Англија, рударско место, да го затрупа копот. Нема више руда. И местото се буни. Не знаат што ќе живее. И вика, ние ќе го затрупаме местово и тука ќе направиме сточарство. Односно, овчарство. Па како кој ќе ни купува овците? Ние ќе ви купиме као држава. Денеска на менито во Велс, прво е велшкото јагне, веќе од тамо, па после ви иде новозеландско, па ви иде австралиско. Веќе тие мора замрзнати да дојдат, не може да дојде свежо. Јасно. Ме разбирате? Значи, и кога ја копате рудата, вие го чистите земјиштето. И затоа осмата точка во рударството е, ај са Бошко Сибиновски вика ремедијација, ја викам пошумување на рудникот. Во таков рудник кој што треба да се ископа, као што е Бучим или као што би било Иловица штука, ви имате во Севилја плантажа на помаранџи. И сега Интересно. Ова е сосема спротив од тоа што ние го слушаме Во во секој случај, месеци. А предизвикува... сакате да ви кажам, Шведска што направи сега? Откри рудник во рударски град. Започна постапка за оцелување на дел од населението. Оцелување. Затоа што најдоа ретки метали на длабочина од 600 метри. Ретки метали кои што викаат ние нема да бидеме зависни од Руската Федерација. Отиде Грета Тунберг да протестира. Знаете како изнесоа? Со специјалци. Да не мислите дека песни пеат. Тоа е и затоа кога Јован Донев вика, не знам дали го слушавте, го нападна човекот ничим изазван. Он си каже, ние имаме рудници, зашто не ги користиме, со тоа можеме да идеме на берзите. Бидејќи рударската индустрија е извозна индустрија. И тој кој имате извоз, дали ќе го дадете само концентратот, што буде летинска работа за мене. Или ќе го дадете металот кој што ќе го истопите, кој што ми викаат луѓето од рударскиот институт. Значи металот тука да остане, па ќе го извезете. Нашиот денар ќе биде стабилен. Така викаат економистите. Ја не се разбирам во све, ама знам кој знае и знам како да прашам. И да ви кажам, ние металурзите, знаете како размислуваме? Мора да има екологисти. Од една едноставна причина, да не забегаме ние. Добро. Мора да признам, Виктор Гузанов постави многу прашања на кои што треба да се дадат одговори. Сега, Односно, збораме, понуди одговори на кои што треба да А го иначе поминат. многу би сакал да поразговараме за медиумите. Така, треба и да го поминат Посебно тестот за- на времето и се. Меѓутоа, добро, дојдовме Посебно до крајот за- на емисијата, целосно. И само да кажем една работа за на крај. Ова и го соопштувам на Ивана Настевска Наста. Немојте ве Сега, молам ова сега. е, не знам, ова Че, е нека колескани е... Само да и кажам нешто. Ама не Морам преку да и кажам, емисијава сега, значи, не сме овдека сега... Не, законот да и кажам како оди. Кога следниот пат кој учествува во скриено снимање на бизнисмен, а не е функционер, доколку ја тужи, има парична казна и има затворска казна до 1 година. И кажам како пријател. Не знам за кој медиум кој функционер, не е ни важно, добро, еве, го кажавте и тоа. Виктор Гозданов, благодариме беше на наведливо, на вниманието што ме Благодариме за слушате. гостувањето, морам да признам. Повторно реков, поставивте некои Прв пат се прашања најдов во жестока дебата со вас, иако бевте доста воспитани, морам да кажам. За и сега. понудивте За сега. одговори кои што некој друг ќе треба исто така да ги разгледа и да понуди одговори на овие одговори. Овде кога доаѓаме до крајот на емисијата, велам, не можам да не спомнам за крај дека во Аргентина победи на претседателските избори господинот Хавиер Милеј Ел Лохо, или познат како Лудиот.
човекот има неверојатни амбиции што да прави со Аргентина. Меѓу другото сака да воведе доларизација на Аргентина, да го воведе доларот како валута во земјата. Ова не сум го знал. Да, има намера да прави чуда, екстремен десничар велат. Целата кампања ја поминал со електрична пила во рацете и покажувал што ќе прави на сите тие што не согласуваат со него. Како и да е, не сме само ние луди на овој свет. Тоа беше поентата, драги гледачи, и овдека е крајот. Иако имаме многу луди. Имаме у политиката имаме многу луди. Да, меѓутоа не сме само ние. Може нешто во стилот на мојата тетка, која што била раководител на службен вестник на СФРЈ на македонски јазик. Вика, ние македонците сме многу луди, ама у принцип сме многу добри како луѓе. Така е. Така е. Поштовни гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија. Сигурно повторно ќе ви се јавиме во 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно и секој добро.